на подпредседателот на владата, на представникот од ЕБРД кој е одговорен, како и на организаторите USAID и AS Consult, тоа се работата на Европската банка. И тоа за прв пат се донесе законот за енергетика, што голем дел на подзаконските акти кои се при носењето на законот за енергетика се спомнуваше дека цената на електричната енергија ќе се зголеми до 30%. Законот се донесе помина 2 години, цената не се зголеми. Така да еве сега се зборува за премиумите какви. А имате потрошувачка за државата? Значи тие се отприлика некаде околу 4 терават мегават час. Сега да речем и се направи тоа. Тоа значи дека денеска имаме чест и задоволство со представниците на медиумите да имаме еден брифинг, едно дружење на кое што ќе можеме да ги објасниме енергетските политики на владата и нормално во државата, кои што се применуваат согласно законот за енергетика, кој што беше донесен во мај 2018 година, а плодовите од тој закон веќе ги гледаме. Практично, ако со нешто имаме реално да се пофалиме во работењето во овие 2 години, енергетиката секако е на едно од првите места на таа ранг листа. Практично и извештајот од Европската комисија точно кажува дека има најголем напредок точно во оваа поле од економските поглавја. Во енергетиката се направија сериозни чекори, се затворија сите случаи кои што ги имавме отворени со енергетската заедница. Знаете дека нашата држава беше пред еден чекор да биде казнета од страна на Европската унија енергетската заедница за неисполнување на одредени реформи, но она што е многу поважно е тоа дека тоа енергетика ќе стигне во секој дом, ќе стигне секаде, бидејќи со енергенсите практично секој граѓанин во државата има контакт, без разлика дали е тоа преку нафтата и нафтените деривати или преку електричната енергија и гасот. Сакам само да потсетам, некој пат треба да се навратиме малце назад и да се потсетиме што се зборуваше пред година и пол, пред 2. Се најавуваше катастрофа, се најавуваше дека со новиот закон за енергетика цената на електричната енергија ќе се покачи драматично. Фактите покажаа обратно. Фактите покажуваат дека до 2013, 14, 15 година ЕЛЕМ бележеше сериозни загуби од 5, 8, 9 милиона евра. Минусни беа салдата, а при тоа цената на електричната енергија во тие неколку години се качи 60%. Факт е дека последниве 2 години, а така и ќе продолжи тоа, цената на електричната енергија е стабилна. Воедно се воведе ефтина тарифа за граѓаните, кој што имаше импакт од 8 до 11 милиони евра во џебовите на граѓаните. И факт е дека ЕЛЕМ стана одлично профитабилна компанија, која што денеска има акумулирана добивка од 49 милиона евра. Значи, со акумулирана добивка од 49 милиона евра на ЕЛЕМ, со непокачување на цената на електричната енергија за граѓаните и со воведување на ефтина тарифа е само една презентација како се работи домаќински во делот на енергетиката, ако тоа се знае. Која ќе биде цената, што очекувате, иста намалување, ЕЛЕМ по која цена ќе ја продава електричната енергија, значи дали има зголемување, не зголемување во споредба со лани, значи да ни кажете околу цената. Согласно процедурите кои што постојат, има правила за набавка на електрична енергија, која што треба да ги преминува универзалниот снабдувач и денеска е во, мислам дека и веќе и се уште трае аукцијата на која што ЕЛЕМ е обврзан да понуди најмалку 80% од потребите на универзалниот снабдувач, односно на домаќинствата и малите потрошувачи. Имајќи во предвид дека регулаторната комисија за енергетика повеќе не ја определува цената на ЕЛЕМ, а влијанието врз крајната цена од тоа што ќе го понуди денес на ЕЛЕМ е најголемо, некаде изнесува 50%. Во петок ќе бидете целосно информирани за новите цени на електрична енергија, но пред се да видиме денес како ќе заврши аукцијата која што ја организира новиот универзален снабдувач. Ако биде на 39,5 евра за мегават, дали тоа значи дека ќе се зголеми цената? Бидејќи во овој момент не знаеме колку, но дали ќе се зголеми ако е на 30? Како што каже и вице-премиерот, состојбата во ЕЛЕМ е одлична. Исто така имаме и драстично намалување на трошоците во рудниците и јас искрено не верувам дека цената ќе биде на 39,6 евра за мегават час. Исто така влијание врз цената ќе има и трошокот за откуп кој што го има универзалниот снабдувач од повластени производители на електрична енергија.